Во второто коло од првата македонска пинг-понг лига, екипата на Кочани беше непријатно изненадена и претрпе неочекуван пораз. Во дуелот со Ѓорче Петров од истоимената скопска населба, која им е директен конкурент за првото место на табелата, кочанските пинг-понгари беа недоволно физички подготвени, па наместо најавената победа загубија со 2:5. Оправдување за поразот може да се бара во објективни причини за неподготвеноста, но домашните спортисти признаваат оти Ѓорче Петровци се квалитетна екипа, посебно што минатата година играше во Суперлигата. По поразот со само 2 бода, колку што има и екипата на Младост 96, пинг-понгарите на Кочани се најдоа на 5-та позиција на табелата, а прилепчани се едно место пред нив само поради подобрата разлика во поени. Викендов што следува ќе има пауза, а третото коло се игра на 18 октомври, при што нашата екипа гостува во Битола на средбата со Мултитекс. На домашен терен играше и Осогово и по неколкуте порази и реми конечно забележа победа. На средбата со штипската екипа на Баби во рамки на 6-тото коло од третата фудбалска лига Исток, Осоговци постигнаа 4, а примија само 1 гол. Конечниот резултат не можеше да се претпостави по завршувањето на првото полувреме, кога имаше по еден погодок во мрежите на двајцата голмани. Домашните фудбалери покажаа поголемо залагање во вториот дел од средбата, при што поведоа во 60-та минута, а во последните 5 минути постигнаа уште 2 гола и ја зацврстија победата.